Тирарарам, парарарам, пар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 ам, рум, пам, 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 пам. Пам, пам, пам. Лап, 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 машки стоп. Лап, 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 лап. Лап, 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 машки стоп. Удба мора да работи 24 часа. Денеска нема да ви правам воведи, нема да кажувам алегории, нема да бидам сатиричен, нема да правам шеги на име на власта, нема да ја споменувам опозицијата. Денес ќе дадам еден епохален предлог. Ќе го образложам само со една реченица, пред да ве повикам да ме поддржите и заедно да го направиме голема народна акција која уште еднаш ќе покаже дека македонецот не е само колнач, туку патриот. Свој на своето кој безусловно си ја сака сопствената земја. Барем ние што останавме, што си ја сакаме Македонија, покрај символите, кои што ги има една земја и кои се национални, а требаше да бидат и државни, како жолтиот лав и сонцето од Кутлеш, секоја нација има личност која ги поставила основите на националната кауза. Кога веќе во еден друг клип зборувавме дека сите народи околу нас и се повеќе се плашат од нас поради синдромот Александар, сепак ние мораме од стотиците македонски дејци низ историјата да го одбереме најзначајниот. Од овие предавнициве, после Ацо што му е растурирала империјата, никој не заслужува да биде спомнат. Исто како некои денешни пратеници, например. Самуил е... Океј. Ама некако тажна му е приказнала. 14.000 ослепени. Кои ден денес креираат слепци и кусогледи едноставно не одговараат на македонскиот лик за нацијата. Потоа се ликови како Карпош го наденале на кол. Добро се. Многу дејци, други револуционери, борци за слобода, од кои мнозинството не дочекале старост, но и тие биле епизодисти во македонскиот од пеколо до создавање држава. Па Втората светска војна, во која сериозен кандидат е Методи Антонов Ченто, првиот председател на Македонија, кој ги има сите атрибути да биде македонски национален лик, преда да е малтретиран од комунистите, вистински македонски маченик. Од овие новиве некој ќе рече Тито или Киро. Тито. Киро. Тито не е македонец. А ние не сме кој некои соседни народи, националните херои да ги земаме и да ни ги ставаат со кралска уредба. Кога било време да ни го стават, не ни го ставале, а сега фала, некои други се обидуваат да ни го стават, па сами ќе се избереме. Еве вака, со патриотска иницијатива. Киро едно време беше океј лик, веројатно заслугите за немање војна во Македонија и непродавање на македонските национални интереси му се огромни. Дури атентат му направија поради тоа, но сепак мислам дека ќе го држи второто високо место со Ченто. Потоа само Борис Трајковски така да го споменеш и толку. Ако ги земеме овие новиве од осамостојувањето, констатацијата ќе биде во стилот на големиот Горан Стефановски. Македонија ќе имаше повеќе фајде ако татко им ги истолчкаше на камен, нели, тоа е уметничка слобода, мада некои би требало да бидат истолчкани и во американски тој фор Кенеф, затоа што 30 години таму лижеа неистолчкани. И на крај не усреќа со нивните големи историски одлуки и нивното ограбување до коска на Македонија. Гледате, дека името не им го споменувам затоа што не сакам да го поганам видеово. Дали еден ден ќе дојдат подобри од нив, дали може би на следните избори ќе дојдат и подобри од нив, ќе видиме. Но ова досега што беше да се поплукам било и да не биде повеќе, да не се врати, ама нив да им се врати. И конечно, еве го мојот предлог. Јас, Сашо Тасевски, предлагам од овој момент секоја македонска куќа, секоја фирма, секоја сала, секој објект во земјава и ширум планетава на централниот зид да закачи слика од нашиот еден единствен Гоце Делчев. Националниот Гоце, македонецот Гоце, Гоце кој го разбираше светот како поле за културен надпревар меѓу народите, кој беше лидер и водач и го даде животот за својот народ и својата земја, за секогаш на овој начин да биде во нашите срца и во нашето македонско око. Сликата на Гоце да биде за секој од нас, да ни дава сила и храброст, мудрост, истреност и верба дека Македонија ќе ја има и да не подсетува на неговата голема мисла. Јас
не сум видел народ кој има повеќе предавници од македонскиот. Затоа Гоце треба да биде на сите мајци, реквизити, знамиња на македонската фаланга. Гоце да биде на секој освежувач во автомобил, Гоце да биде во името на нашите кафулиња, нашите производи, на нашето секојдневие. Ни го зема името Македонија, ни го зема поимот македонски, те не дадеме да ни го земат и Гоце Делчев затоа што тој е наш, а тие сакаат се што е наше затоа што најдобро така ќе не снема. Нема, има да не има. Јас почнувам прв, Гоце ќе стои тука и во срцето за секогаш. Ајде, македонски народе, за какви идеи си ти? Да го ставиме Гоце во нашите мисли, душа и срце, на нашите гради и секој зид нека го краси сликата на Гоце. Излези, момче, право на тераса и поздрави ја Гоцева тераса. Кренете раце високо горе, наше ке биде и Солунско поле. Такао! Лап, 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 мошки стап. Лап, 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 мошки стап. Драги мои сопатници, велам сопатници затоа што заедно си патиме. Драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете, ова Прекутасевски шоу да стане нешто многу подолготрајно, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте. Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш. Не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе 2 сезони, морам да ви признам, седев со многу говеда, кои што лажеа и не заебава, и на крај ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете Прекутасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на Прекутасевски шоу.